Добар ден, почитувани наставници, родители и ученици. Во ова видео ќе го искористиме како едно видео упатство за начинот на употреба или примена на видеата за онлайн настава по физичко и здравствено образование и спорт и спортски активности. Упатствата ќе бидат, ќе го поделиме на три дела, да кажеме, начин на користење на видео и нивното пуштање преку лаптоп. Во вториот дел ќе биде преку мобилен и накрај ќе ги објасниме оној дел каде што може да се искористат VR очилата за видео во 360 степени. Еве, сега на кратко веќе може да се префрлиме на пуштање на видеата на лаптоп. Одиме на Chrome, на пребарувачот. Нормално одиме на YouTube. Метнуваме YouTube. Во полето за барање кога сме на YouTube, одиме со спортски педагози Куманово, може да биде на латинично писмо, може да биде и на кирилично, како сакате. Еве, спортски педагози Куманово. Ентер. Овдека најгоре излегува каналот на спортски педагози. Најдобро е да се оди врз него. И веќе на каналот одиме на домашно, на видео, на плейлисти. Сега еве ќе одиме на видео, каде што ќе излезат повеќе видеа. За сега 50-тина, во наредниот период ќе има уште толку. И кои што ќе ги поделиме перспективно на плейлисти, ќе има видео одделено за оделјанска настава, видео за предметна настава 6 до 9 и ќе има дел од видео кои што ќе бидат спрема програмата во средното образование од 1 до 4 година. Ќе избереме едно видео од 360 степени, за да можеме да го поборо објасниме целото упатство. Што значи, сега кога ќе ни се појави видеото, еве да речеме во долниот квадрат, можеме да направиме на целосно ни се појави на екранот, што можеме да подесиме овдека. Во ова запчаникот што е, можеме да подесиме квалитетна слика, quality. Ако ни е матна, да речеме, ако ни се појави спрема можност на нуждата од некоја бројка, одиме на 1080 или HD опција, може на 440 на исто на HD, на 4K, одбираме најголем квалитет кој што го поддржува самиот уред и сликата ќе се изоштри. Еве да кажеме, сме отвреле. Потоа овдека има опција за Subtitles and Descriptions. Subtitles можеме да ги исклучиме, доколку сакаме видеото да го гледаме без да ни пречи или да го видиме вежбата, но можеме, ако одиме врз нив, да ни се појави текстуалниот дел на она што наставникот го зборува. Ако сакаме да го промениме јазикот, кој еве овдека е сега на македонски, одиме на завчаникот на Subtitles, овдека одбираме на стрелка и има off или исклучено, штиклирано македонски или Auto Translate. Ако сакаме да одбереме било кој друг јазик, овдека во Auto Translate ги има сите јазици на кои што се изведува настава во македонскиот образовен систем и други јазици во светот. Еве, како за пример, ајде по азбучен ред, ќе го одбереме албанскиот и веднаш го видеото, еве ќе видиме во перспектива, го преведува на албански. Сакаме да одбереме друг јазик, одиме пак на Settings, одбираме друг јазик, одиме сега од македонски на албански, одиме на Auto Translate, бираме друг јазик, еве да речеме ако е тоа, ајде сега српски да кажеме, например,
на српскиот, на кој што се изведува исто на кирилично писмо е, но сега е на преводот е на српски. Може да се направи на турски, на босански и на сите јазични јазици на кои се изведува наставата да се гледа видеото. Во ред. Друго што можеме да видиме овдека, бидејќи видеото е подолго, како што го замислуваме за час, можеме да видиме дека видеото е поделено на неколку дела. Во првиот дел пише дека имате упорство за гледање на 360 видео, каде што во делот на опис на час може да се стисне линк на кој што ова видео упорство сега што го кажуваме ќе ви излезе како да го гледате видеото. Во вториот дел ја покажува видеото за која тема се работи, ова методска единица за која тема е, вежби за развој на општа психомоторика да речеме, и продолжуваме. Кога наставникот започнува да вежба, пишува во еден дел на час, вежби за загревање, интересна температура на тело 3 минути, во следниот дел веднаш не префрлува на вежби за истегнување или подготвителен дел од час. Овдека, значи се на мускулатурата на телото и раздвижување така натаму во продолжение, потоа одиме од главниот дел од час, гледаме дека тука се поставени шишиња, а главниот дел од час е со реквизит шише, каде што се подобруваат моторичките способности и накрај се вежбите за лабавење, истегнување или кулдаун, како што всушност е ова и методологија на часот. Она што видеото го дава за опција, 360 видео, сега што е најважно, да речеме во делот за наставниците, ова го кажуваме, бидејќи тие ги споделуваат своите видеа на платформата на која што се одржува онлайн наставата. Видеото е снимано во 360, значи наставникот кој што е ги изведува вежбите од предна страна, но ако сакам истата вежба да ја видиме како изгледа од позади, како тоа што не може да се долови веднаш, ја свртуваме на втората позиција или одиме на третата, каде што вежбата може да ја видиме од странична изгледа на ова вежба. Така да наставникот има опција оваа вежба додека објаснува, додека учениците можат на час за презентирање да прочитаат ако не е истиот, не се работи за истиот јазик, а наставникот може истата вежба да ја паузира и да ја покаже во сите три агла на изведување или во сите три нивоа. Во однос на опис на час, или она што исто е доста важно, ако одиме на помал да го намалиме оној прозорецот, гледаме дека час е број 19, 20 и 21, се работи за 3 часа поред, за 69 од 360 видео и е со шишенце со вода за репетитивна сила. Но овдека одиме подолу на стрелка, show more или покажи повеќе, сите овие делови кои што ги кажавме сега ние усно, ги има текстуално и целата дневна подготовка, да речеме, за наставникот е овдека во опис на час, а накрај, според она методологија и методика за час, што ја кажаме сега, накрај имате, после завршен дел, ги имате линковите, каде што го имате во првиот линк е блог, каде што на блогот ви се отварат сите програми планирање за оваа настава, а исто и самиот блог има автотранслейт на кој што ако кликнете на автотранслейт, веднаш може да изберете јазик на кој да ви се преведе самиот блог и така да и овие планирања и овие упатства овдека структурирани на блогот може да бидат на сите овие јазици што ги кажавме. Но тука да речеме пред да преминеме на оној втор дел на објаснување со мобилен телефон, ги имате видеа од YouTube каналот на спортски педагози, на мој личен канал, на Крсте Мистрил, каде што има видеа за критериуми за оценување во класична настава, но добри се ако во перспектива се вратиме во тој дел. Имате веб страници од училишен спортски клуб, од спортски педагози, каде што го гледате ова видео, од чив канал го гледате ова видео. Така да сите овие информации во однос на едукација на наставници, родители, ученици во однос на физичко образование ги имате
на сите овие линкови. Во ред, овдека ќе поминеме на оној дел кој што кажува како можеме исто тоа да го примениме на мобилен телефон, каде што најчесто го користат, речеме, учениците кои што можеби немаат можност за лаптоп во момент или воопшто го немаат. Овдека одиме во апликација веднаш YouTube. Добро, претходно можеме да провериме дали ни е вклучен интернетот и нормално да ни е отклучена она ротација на телефонот во хоризонтала и вертикала. На лупата, на преборувачот, одиме внесуваме спортски педагози Куманово. Ајде овдека ќе се обидеме со кирилично писмо. Куманово и веднаш одиме на каналот, одиме на видеата, ево одбираме уште едно, ајде сега друго видео со 360 степени да кажеме, ги листаме видеата. Еве, овдека е пример за час 22, 23, 24. И овдека на исти начин на трите точки горе го подесуваме квалитетот. Еве сега тука пише дека автоматски не вклучен на 480, ние ќе подобриме на 1080 за да ни се изоштри сликата први, да видиме што гледаме. Во однос на преводот ќе го вклучиме да има превод, но овдека опцијата за аутопревод од македонски на било кој друг јазик моментално самата апликација Google и YouTube не ја овозможуваат, така да тука може да останеме да го читаме текстот или да го гледаме видеото без текст. Ајде овдека ќе направиме да биде без текст. Го зголемуваме за цел екран, можеме да свртиме во хоризонтала, бидејќи претходно ни е отворена, да речеме, она можноста за ротирање на екранот и имаме две опции. Можеме на самиот телефон да го ротираме како на екранот на лаптоп, но имаме и друга можност. Ако сакаме, можеме и телефонот да го ротираме и како се движиме со телефон, така да можеме на сите три позиции да ги видиме сите вежби како се изведуваат однапред, од страна и го гледано од позад. Ова е пожелно да го користат учениците, наставниците доколку се во можност, најдобро е да ги презентираат видеата преку лаптоп, инаку исто и овдека описот, секој дека има попис на видеото, на стрелката налево ги имате сите упатства за часот и ги имате сите линкови на кои може да ги видите и дополнителните планирања, програми и објаснување. Она што сега ќе го направиме за третиот дел од час е како да ги примениме VR бокс очилата, каде што ќе сакаме да се доближиме, односно имаме можност преку овие 360 видеа ученикот да го донесеме во сала кај наставниците или пак обратно кажано наставникот да го донесеме покрај ученикот каде што ќе може да го изработат часот заедно, односно кликаме врз екранот каде што ни се појавуваат како едни очила, врз кои очила уште еднаш кликнуваме и се отвараат два посебни прозорци за двете наши окца.
еве да кажеме сега што е овдека со кој проблем јас се соочив. Ако имате она како се вика маска, ако имате некоја футрола, телефонот ќе мора да биде изваден поради лежиштето во очилата. И сега за момент ќе се префрлиме и на очила, кои што овдека имате на лежиште за мобилниот. Овдека треба да внимавате во зависност од копчето за исклучување. Има простор, еве кај мене ќе мора да биде во обратна насока, но нема да пречи, бидејќи кога е уклучена ауторотација, самата ротација ќе го смени видеото, ќе го преврти, го вметнуваме во лежиштето и овдека има опција спрема вашата физиономија на лице со овие две, ајде кажеме, условно копчиња, одиме напред-назад, значи доближуваме заради видот, во местото каде што најмногу ни се гледа оштро, да кажеме, а овие што се за лево десно се нормално да доближат според големината на лицето на гледачот или ученикот во овој случај. Го вметнуваме овдека, го поставуваме на глава со овие држачи од ластик или лепенки, како и да се. Има повеќе опции, сега тоа што ви објаснував, јас ги моментално го изоштрувам ова, да кажам. Одлично. И сега веќе го гледам наставникот кој ми прави вежбата од чело или од напред. Со самото свртување, веќе сум на 2 метра од него, го гледам наставникот кој ги прави вежбите во гледано позади на овие скалички, на вежбишто скалички, и го гледам наставникот кој ги прави вежбите од страна и тука сум покрај нив, нели? Ако е пуштен и звукот, ќе се слуша исто и звук и тоа што го овозможува 360 видео, за да можеме ние да бидеме заедно со наставникот во сала и да ги извежбаме овие часови. Добре, овдека само да исклучуваме нормално и се надевам дека во ова, ајде да речеме, кратко видео успеавме да ги дадеме упатства за трите начини на гледање, на следење и на примена на видеата, кои што навистина се интересни и, да кажам, се начин на кој за прв пат можеби во светот се применува 360 технологија за настава или онлайн настава по физичко и здравствено образование, спорт и спортски активности. Ви благодарам и се гледаме.